По неколку месеци и денеска се сретнуваме пак со министерката за труд и социјални политики, господја Тренчевска. За почеток би ве прашала кои стратегии, политики и практики ги спроведува вашето министерство во контекст на унапредувањето и промовирањето на меѓуетнички и верски односи и промоција на мултикултурализмот во нашето општество. Малку поопштирно за ова. Така, Република Северна Македонија е мултикултурна и мултиетничка држава, а ние како влада веќе години наназад го промовираме концептот на едно општество за сите. За да можеме да действуваме во прифаќањето на сите различности во општеството, кое што е богатство за едно општество, мора да воспоставиме и законска рамка со која што ќе ги заштитиме всушност основните човекови права на граѓанинот, ќе го заштитиме граѓанинот од дискриминација, возможување на еднакви можности и ќе овозможиме навистина она за кое што се залагаме и го промовираме да биде и имплементирано, односно реализирано. Во таа смисла е донесен и законот за заштита и спречување од дискриминација. Закон еднаквоста и недискриминацијата е всушност една од основните надлежности на Министерство за труд и социјална политика. Закон кој што го штити правото на еднаков третман на секој граѓанин во општеството, без разлика на карактеристиките негови. Закон во кој што се вградени транспонирани европските директиви и еден модерен европски закон кој што гарантира еднаквост и недискриминација на секој граѓанин во државата. Овде би ја спомнала и стратегијата за еднаквост и недискриминација со временска рамка до 2025 година, која е всушност стратешки документ на владата и во која што сите министерства кои што имаат надлежност во делот на еднаквоста и недискриминацијата имаат обврски, активности кои што треба да ги спроведат согласно временската рамка. И она што е добро што укажува дека стратегијата не е само лист на хартија, е и финансиската конструкција, односно финансискиот план кој што е усвоен заедно со стратегијата и средствата, буџетските средства кои што секое министерство ги има определено за да може да се имплементираат врските кои што се вклучени во оваа стратегија. И се тоа зборува дека Законот за недискриминација и стратегијата се основните стратешки документи во кои што е вклучена всушност и мултиетничноста и мултикултурализмот на нашата држава и насоченоста на државата кон обезбедување на социјална правда, на еднакви можности на жени и мажи, на еднаков третман на лицата со попреченост, на еднаков третман на граѓаните со различна сексуална ориентација и на сето она што значи еднаков третман на сите граѓани без разлика на нивната етничка припадност. Во работна верзија сега, во работен драфт е и новиот закон за родова еднаквост. Законот за родова еднаквост е една широка палета на инструмент фактички, законот е како инструмент за недискриминација или опфаќање на сите елементи кои што значат родова еднаквост. Малку околу родовото, како би го објасниле, како би ја објасниле родовата еднаквост и што значи тоа род? Вака, кога зборуваме за недискриминацијата, ние го имаме законот за еднаквост и недискриминација. За да може да зборуваме за родова еднаквост, треба да знаеме најнапред што е родовата еднаквост и што овозможува. И често низ граѓаните се поставува прашањето зошто родова, а не полова еднаквост. И ние не може да имаме полова еднаквост. Ние може да бараме родова еднаквост затоа што
при половата, кога зборуваме за полова еднаквост, ти на старт имаш различни позиции, жена и маж. И не може да бараме жените да станат мажи, мажите да станат жени, за да бараме еднаквост. И затоа велиме дека не, политиките треба да бидат насочени не кон полова еднаквост, кон родова еднаквост, кон онаа што општеството го наметнува за однесување како атрибут за девојчињата, момчињата, за жените и за мажите. Онаа што како родова улога ти го наметнува општеството, што е подобно за жените, а што е подобно за мажите, односно што е подобно за девојчињата, што за момчињата. Че правите дистинкцијата со самата... Родовата еднаквост значи овозможување на еднакви права на жените и мажите, еднакви можности на жените и мажите и еднаков пристап до сите ресурси во општеството, меѓутоа и еднаков бенефит од тие ресурси. И овде застануваме. Тоа е основната интенција и на Законот за еднакви можности. Еднакви можности на Законот за родова еднаквост. Еднакви можности на жените и мажите во сите сфери на општествено живење. Да се овозможи, ако сме 50% од популацијата жени, зашто жените да бидат под некакви квоти, под некаква позитивна дискриминација, која што е всушност и дискриминација, вклучени во процесот на одлучување. Треба да се бира по квалитет, меѓутоа за да дојдеме до моментот на избор на по квалитет, неопходно е да се работи на подигањето на јавната свест. Ние живееме во традиционално општество. Колку и да сакаме да кажеме дека нашето општество е напредно, сепак традицијата игра многу важна улога. Има големо влијание. И да, традицијата е добра, меѓутоа со традицијата да гледаме напред, не да се враќаме назад. Историски наназад се покажало дека жената била дискриминирана и одредени можности и одредени шанси не ги се давале. И токму заради таа историска неправда наназад, во меѓувреме степенот на еманципација кај жената е многу висок. Нивото на образование кај жената е многу високо. Ако ги погледнете статистиките во образованието, ќе видите дека високо образование и постдипломски студии, докторски студии завршуваат многу поголем број на девојки, жени, отколку момчиња и мажи. Ако ќе одите во хиерархијата на пазарот на труд, во процесот на одлучување, ќе видите дека жените не се застапени доволно. И токму тие беа основните причини зашто и во 2006 и во 2012 го донесовме Законот за еднакви можности на жените и мажите, а денес, кога европското законодавство, конвенциите на Организацијата на Обединетите нации излегуваат со нови документи, ние мора да ги прилагоди, кои што патем се ратификувани кај нас, мораме да ги прилагодиме на нашето законодавство. И затоа е измената Законот за родова еднаквост. И Законот за родова еднаквост се работи од 2019 година. Уште во моментот кога јас бев државна секретарка во оваа министерство, започнавме да работиме. Меѓутоа, е закон кој што е специфичен закон, значи ОФЕК треба да ги покрие различните области од општественото живење. Одевме постепено да сега излезе првата работна верзија на законот. И не значи дека одржавме 8 јавни дебати во различни градови во државата. Се сретнавме со различни целни групи. Продолжуваме и понатаму, повторно, со организирање на јавни дебати, за да ги слушнеме сите институции, сите релевантни граѓански организации, сите граѓаните и да видиме што е онаа што треба да го дополниме, за да добиеме закон за кој што ќе застанат сите. Да, освен што се чувствуваат луѓето како жени или мажи, или нели според физичките предиспозиции се како такви, има и друг род така.
преку вашите дебати, 8 мислам дека сте ги имале досега или ќе ги имате, не знам Ги точно, имавме ги осум. имате, да. Преку вашите дебати кога станува збор за оваа категорија, родова категорија, дали имате некаков фидбек, каков ви е фидбекот од граѓаните? Затоа треба да направиме дискусијата во јавноста излезе не правејќи дистинкција помеѓу два закони. Законот за родова еднаквост и Законот за матична евиденција, во кој што беше вклучен во предлогот беше вклучен правното признавање на родот. Токму за флуидноста на самиот род. И оние граѓани кои што имаат одреден пол, меѓутоа чувството им е дека припаѓаат на сосема друг род. Но тоа не е во Законот за родова еднаквост. Тоа е во Законот за матична евиденција, патем. Истиот закон кој што излезе во дебатите, е повлечен од владата, беше пуштен во собраниска процедура и е повлечен од собраниска процедура на доработка. Затоа што кога се креират законски решенија, вие морате да направите заштитни механизми, истите закони да не бидат злоупотребени од оние на кои што и не е на целта во законот. Што се однесува до истата група, јас пак вас ќе ве прашам, дискриминацијата при вработување, при општествената дискриминација, дали сте информирани во дебата со граѓаните? Дали постои дискриминација? Знаеме дека постои секако, ние дискриминираме само затоа што имаш плави очи или имаш црна коса, а не па да се чувствуваш или да се осмелиш да кажеш јавно, да истапиш дека ти се чувствуваш нешто поинаку од тоа што те перцепира јавноста. Родовиот идентитет е дел од основите на законот, значи во членот кој се однесува кој ги дефинира основите од Законот за недискриминација, заштита и спречување дискриминација, со новиот закон во 21 година, покрај сексуалната ориентација се вклучи и родовиот идентитет. И значи Законот за заштита и спречување дискриминација ги штити сите оние граѓани кои што се дискриминирани по однос на родовиот идентитет, по однос на сексуалната ориентација, по однос на пол, по однос на род, на здравствена состојба, на имотна на статус, имотна состојба. Имаме широка палета на основи кои што се вклучени во законот и секој оној кој што смета дека има нееднаков третман поради некаква негова карактеристика која што влегува во овие основи од Законот за недискриминација, слободно може да си поднесе представка до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и Комисијата секако дека ќе постапува и ако утврди дека некое лице има нееднаков третман, ќе даде и свое мислење по однос на тоа. Ви благодарам. Инклузија на ромите. Знаеме дека Министерството за труд и социјални политики со години работи на инклузијата на ромите во сите општествени пори, како во образование, како во државните институции, така понатаму. Нешто малку повеќе околу тоа ве молам. Надлежността за работа на креирање политики, стратегии, стратешки документи во делот на инклузија на ромите е од многу одамна во Министерството за труд и социјална политика, читам од 2005 година со воведувањето на декадата на ромите. И токму обезбедувањето на широката палета на социјални права и права од детска заштита, кои што се дел од заложбите на Министерството, за да можеме да работиме на подигнување на квалитетот на живот на сите граѓани. Во 2022 година владата ја донесе новата стратегија за инклузија на роми со временска рамка до 2030 година, каде не само Министерството за труд и социјална политика, туку и голем дел од останатите министерства во рамки на владата имаат своји обврски да постапат за да можеме сите заедно да работиме на инклузија на ромите. Кај нас во самата стратегија се однесува на 6 области
на действување, здравство, образование, детска заштита, се однесува на вработувањето, на социјалната и здравствената заштита. Едно од важните работи е домувањето, исто така. И тоа се области со активности во кои што треба да се вклучат повеќе институции, за да можеме навистина да кажеме дека од една страна им го подобруваме квалитетот на живот на ромската етничка заедница, од друга страна дека работиме и на инклузија, особено на инклузија во процесот на образование и инклузија во предучилишното образование. Ние имаме години наназад работиме токму на инклузија на дечињето од ромската етничка заедница во предучилишното образование. Со 20 општини имаме склучено договори, меморандуми за бесплатно посетување на детските градинки на децата од ромска етничка заедница кои што потекнуваат од социјално ранливи категории на семејства. За да можеме, ако знаеме колку е важно вклучувањето во предучилишното образование за понатамошниот раст и развој на децата, тогаш треба да ги вклучиме ромските дечиња исто така во предучилишното образование. Од една страна инвестираме во нивниот понатамошен развој, а од друга страна кај останатите дечиња покажуваме дека различностите се богатството на едно општество или на една локална заедница. И од мали да се научиме дека различностите треба да се негуваат, а не е различноста таа која што треба да не отуѓува и најмалку врз основа на различноста треба некого да дискриминираме. И токму затоа и започнавме со локалните самоуправи да го промовираме концептот на вклучување на инклузија на децата од предучилишно возраст во градинките и морам да кажам дека голем дел од општините го прифатија истото и ги вклучуваат ромските деца децата од ромската етничка заедница во градинките. Исто така работиме и преку медиаторите, кои што ги има во единицата локалната самоуправа, кои што е активно поддржана од нас, за да се работи и не само со децата, туку и со нивните родители. Многу е важно прашањето на домувањето на ромската етничка заедница. Не треба да ги гетоизираме. Ние инклузија не можеме да направиме со гетоизирање во одредена населба, туку напротив, домувањето да биде во стамбени единици, каде што зависно од просторот со кој што капацитетот со кој што располагаат единиците на локалната самоуправа, да ги вклучуваат семејствата од ромска етничка заедница. За да можат и соседите да разберат и да прифатат дека тоа е дел од инклузијата и дека тоа се различностите треба да се негуваат и треба да се прифаќаат. Да, во Скопје имаме, впрочем, не една, туку две големи, како да кажам, населби кои што се тотално гетоизирани. Ајде да речеме дека Шуторизар е малку поурбана, меѓутоа во центарот на Скопје има една гетоизирана населба каде што живеат роми, каде што не може да се направи патот, бидејќи треба да им се обезбеди на жителите и дом. Ја имаме, јас би сакала тука само малку, не знам дали е до вас, дали со вас би ја дискутирала оваа тема, меѓутоа многу кратко. Иако декадата на ромите, се нарекува декада на ромите, каде што се влијае многу средства и странски, и нашите институции работија, не е многу видливо и неопипливо. Дури вела дека некој многу се офајдил, не зборам за државните институции, дуку за тие што располагале со големи фондови за работа со ромската заедница. Значи без докази се е шпекулација. Ние како народ сме научени да кажеме дека некој се офајдил. Ако се вратиме од 2005 година, тогаш започна декадата за ромите. И ако се вратиме од 2005 до 2015, денес бројот на
млади, школувани, девојки, момчиња, жени, мажи од ромската етничка заедница е многу поголем. Ние како држава сме пример со најголем процент на вработени припадници од ромската етничка заедница во државната администрација. Во регионот нема пример како што е примерот на Република Северна Македонија. Во детските градинки инклузијата е исто така. И тоа, видете, од реформите не можеме да очекуваме дека ќе се случат за година, за две. И затоа декадата беше од 2005 до 2015, за ние после 2020 да ги очекуваме и да ги согледаме позитивните резултати. Вие имате, порано ретко имаше роми кои запишуваа на факултет, ретко имаше роми кои завршуваа 8 оделение, роми кои запишуваа и завршуваа средно образование. Денес се повеќе имате со завршено средно образование, со завршен факултет, па дури и со студии надвор од државата. И тоа е благодарение на... Ние треба да ги гледаме тие бенефити. И се повеќе се прифаќат. Дискриминацијата, за жал, кон припадниците на ромската етничка заедница на времето беше голема, неподнослива. Денес се помалку се стигматизират, се дискриминират припадниците на етничката. Треба да работиме уште. Не е доволно. Треба да работиме, меѓутоа, бенефитите на декадата на ромите се очигледни. И тие не можеме да ги бараме во 2016, кога завршила декадата, треба да ги бараме сега. А ги имаме. Да, го имаме и примерот со веќе со години, нели, токму во Шуто Оризари едва и наоѓаат гинеколог. Нели, еднаш најдоа, па после пак имаше Има државата прави напор, меѓутоа тоа е дискриминација, да, предрасуди, стигматизирање. Тоа е предрасуда, дефинитивно е предрасуда. Државата на два пати воспостави лекар, матичен лекар за жените и девојките од Шуто Оризари, меѓутоа повторно се откажа. Што значи дека треба да се едуцира не само припадници од ромската заедница кои што се недоволно едуцирани бидејќи условите биле такви, туку и делот кој што... Затоа реков, процесот на образование е најважен. Вие од мали кои ќе едуцирате и кои ќе направите личности кои што ќе разликуваат што е дискриминација, што не е, и личности кои ќе прифаќаат различности, тоа ќе продолжи во процесот на образование, во средно образование, повторно да се едуцираат младите, тогаш кој ќе се изгради една личност, она нема да има проблем со стереотипите и со предрасудите кон никоја различност. И затоа наставните планови мора да ги вклучат еднаквоста и недискриминацијата во основното образование и во средното образование. Секако, кај нас еднаквоста и недискриминацијата е вклучена како во програмите и на предучилишното образование. Прилагодено на возраста на децата. Дали преку игра, дали преку цртежи, дали преку песна, преку забава. Значи, да се зборува и да се работи дека различностите во една држава се богатство, а не нешто што треба да не разединува.